Добар ден, ученици, и еве не повторно во нашата училница. Повторно сме заедно на час по математика во второ одделение. Јас сум оделенски наставник Наташа Тодоровска од Основното училиште Георги Сугарев од Битола. На денешниот час по математика ќе се запознаеме со множењето со бројот 2. А за таа цел ќе ни помогнат нашите другарчиња. Здраво, ние сме Ана и Јане. Денес со нас ќе научите да множите со бројот 2. Ќе броите по 2 и ќе формирате групи од по 2 предмет. Ќе ги откриете низите со парни броеви до 20 при промножење со бројот 2 и ќе научите дека множењето е собирање на еднакви собироци. Добре дојдовте во нашиот дом. Во собата сме само јас и Јане. Значи, колку сме ние вкупно во собата? Ние сме двајца. Или на едно место сме само ние два. И велим, 1 по 2 е еднакво на 2. Како тоа го запишуваме со помош на множење кое го учевме минатиот час? 1 по 2 е еднакво на 2. Каде што броевите 1 и 2 се множители, точката е знакот за множење, а бројот 2 беше производ. Ќе се потсетиме на тоа повторно. На прозорецот во нашата соба има 2 сакси со по 2 цвеќиња. Колку вкупно цвеќиња има во саксиите? Разгледайте, размислете. Значи, на прозорецот има 2 сакси со 2 цвеќиња. 2 плюс 2 е еднакво на 4. Или велиме, на 2 места по 2 цвеќиња е еднакво на 4. А како го запишуваме тоа со множење? 2 по 2 е еднакво на 4. Еве множевме. Прво 1 по 2, па 2 по 2. Вчера во фиоката најдовме балони. Ги надовме и ја украсивме нашата детска соба. На колку места во собата ги распоредивме? И колку вкупно балони имаме во собата? Ајде ги балоните, погледнете и како тоа ќе го представиме. Значи имаме 2 плюс 2 плюс 2. Гледаме на колку места се наоѓаат балони. Тоа се 3 места и велиме 3 по 2 е еднакво на 6 или 3 групи од по 2 балони. А тоа со множење го запишуваме 3 по 2 е еднакво на 6. До сега јасно ни е? Јане многу сака автомобили. Ги чува во еден шкаф и си игра со нив. На секоја полица од шкафот има по 2 автомобили. Колку автомобили има на 4 полици? Еве ги автомобилите на Јане и гледаме дека на 4 полици има по 2 автомобили. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 е еднакво на 8. Или 4 по 2 е еднакво на 8. Тоа го запишуваме математички, зборот по го заменуваме со точка. 4 по 2 е еднакво на 8. Сестра ми Јана многу сака риби. Сама се грижи за аквариумот. Ова се нејзините миленици. Дали можеш да изброиш на колку места има по 2 риби? И колку вкупно риби има во аквариумот? Ајде, деца, броиме. На колку места или колку групи од по 2 рибчиња има? 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. Вкупно 10. Или 5 групи по 2 рибчиња еднакво на 10. Математички запишуваме со множење 5 по 2 е еднакво на 10. Еве го и тепихот во нашата соба. Тој има правоаголна форма и на него се насликани боички. На колку места има по 2 боички и колку вкупно боички има на тепихот? Ајде да изброиме и може да го запрете видеото ако оди брзо, за да видите и сами да преброиме. Може тоа да го направиме? И вели,
2 плюс 2 плюс 2 плюс 2. На 6 места имаме по 2 бројчки или вкупно 12 бројчки. 6 по 2 е еднакво на 12. Двајцата сакаме кошарка. На зидот имаме поставено мини кош и често се надпреваруваме. Имаме многу топчиња кои ги чуе по 2 во кутија. Колку вкупно топчиња имаме? Може да ги запрете видеото пред да излезат нели податоците. Гледате на колку места е по 2 топчиња? Тоа е на 7 места по 2 топчиња или вкупно 14 и 7 по 2 е еднакво на 14. На едната страна од зидот имаме постер со пресладки слончиња. Ана многу сака математика, па малку се занеси и почна со бојчка да ги групира по 2. Провери колку групи од по 2 слончиња направи Ана. И колку вкупно слончиња има на постерот? Еве Ана што направи? И еве како тоа можеме да го пресметаме. Имаме 8 групи од по 2 слончиња или вкупно 8 по 2 е еднакво на 16. За роденденот Јане однесе на училиште 9 кутии со колачиња, а во секоја кутија имаше по 2 колачиња. Колку колачиња однесе Јане на училиште? Може да преброите? Многу се тоа колачиња, треба да собираме 2 плюс 2 плюс 2 да стигнеме до 18 колачиња. Но тоа полесно ќе го запишеме со помош на множење. 9 по 2 е еднакво на 18. Следите, нели? И бидејќи бевме многу вредни, заслуживме по 2 бомбончиња да си земеме. Колку деца можат да земат по 2 бомбони? Колку вкупно бомбони има во чинијата? Дали изброивте на брзина бројки по 2? Имаме вкупно 20 бомбони или 10 групи по 2 бомбончиња, тоа е еднакво на 20. Сега деца, што треба да знаеме за множењето со бројот 2? Онде имаме покажано што ние всушност правевме, меѓутоа на математички запишано начин. Ние всушност собиравме на едно место 2 дечиња, потоа двете сакси по 2 цвеќиња. Значи сите задачи што ги решававме, ние требаш да ги запишуваме како собирање на еднакви собираци. Погледнете разликата кога собираме само со број 2, колку требаше да пишуваме со собирање, а ние всушност покажувавме малку и таблица со множење со број 2. Значи покажувавме како сите овие собироци можеме да ги замениме со помош на множење. И што треба да повториме од минатиот час кога работиме? Дека при множењето имаме броеви кои што се множат и ги викаме множители, знакот за множење е точка и се вика по, и резултатот што го добиваме при множење се вика происвод. Мислам дека ние сега е време да одиме на таблицата со множење со 2 и да си ја повториме. Ајде. 1 по 2 е еднакво на 2. Тоа беше кога беа Јане во просторијата заедно двајцата. Секој прсте може нас да ни биде происвод. 1 по 2 – 2. 2 по 2 – 4. 3 по 2 – 6. 4 по 2 – 8. 5 по 2 – 10. 6 по 2 – 12. 7 по 2 – 14. 8 по 2 – 16. 9 по 2 – 18 и 10 по 2 – 20. Секој прсте можеш да си го броиш по 2. 2, 4, 6. Третото прсте 3 по 2 – 6. 8, 10, 12. Шестото прсте по 2 – 12. Може тоа да го вежбаме. Драги деца, време е за домашна работа. Можете да го стопирате видеото за да ги видите задачите. Задачите, првата и втората, се поврзани со множење, при што може да ги определите производите на начин како што ја покажувавме, меѓутоа добро би било првен да научиме да множиме со 2. Потоа имаме задачи каде што зборот производ ќе ни насочи како да ги решиме. Колку е производот на броевите?
и како да ги решиме задачите. За ова зборувавме на часот кога се запознававме со множење. Се надевам дека се запознавме со множењето со број 2 и на следните часови ќе го вежбаме многу повеќе. Деца, до гледање на следниот час.